ВМРО обвинува за скандал тежок 16,5 милиони денари во Штипската клиничка болница. Според нив, новата пакувана храна која од неодамна почна да се дели во болницата не ги задоволувала стандардите за квалитет и квантитет. Од понеделникот храната во болницата ја доставува приватна компанија која го доби неголемиот тендер во Штип во износ од 16.520.000 денари. Согласно условите предвидени во тендерот за набавка на храна, пациентите за поедок требаше да добиваат леп, путер, мармалад, топено сирење, конфлекс и стерилизирано млеко. Наместо погоре наведеното, пациентите во Штипската болница го добија ова. ВМРО имаа забелешки за начинот на подготовка и транспорт на храната. Дали компанијата која го доби тендерот има воведено HACCP систем за производство на храна, ако знаеме дека вака изгледа местото од каде што потекнува храната. Погледнете. Дали компанијата е регистрирана како кетеринг кујна? Дали транспортот на храната се врши согласно препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство или со свој обичен пикап кој не ги исполнува елементарните услови за транспорт на храна? Погледнете. И за крај, како е возможно тендерот од 270.000 евра за готови оброци за болнички пациенти да ги добие компанија која е керка фирма на градежна компанија и која нема ниту ден искуство со производство на храна за комерцијални цели, ниту е регистрирана како кетеринг кујна? Болницата за прв пат го реши проблемот со квалитетот на храната. Досега истата се приготвуваше во субстандардни услови и во одредени периоди беше со бактериолошки неисправни наоди, возврти директорот на болницата Ален Георгиев. Очекував дека ќе биде со пофални зборови за овие два големи настани, поправката на географот и уште поважно почетокот со набавка на пакувана храна за пациенти во нашата болница. Нема да ги коментирам нивните наводи, само ќе се обрнам со неколку зборови. Најпрви, јас не сум должен да истражувам дали некоја фирма е нечија ќерка или син. Си има институции за тоа. Ја добивме најефтината понуда од сите 6 фирми кои што биле пријавени. Најскапата понуда беше 36 милиони денари, оваа понуда заврши со 14 милиони денари. Оваа фирма која што го има добија на тендерот, си има уредно дозвола од Агенција за храна и ветеринарство за вршење на функцијата која што се бара од неа, си има собствено возило кое што се користи за таа намена и пациентите ќе го видат благодетот и начинот како сега ќе изгледа храната која што тие ќе примаат додека се примени во болница. Не сум љубител многу на слики, меѓутоа ако јас покажам слики каде до сега се подготвуваше храната, како до сега се транспортираше храната и кој се ја делеше во болницата, верувам дека на многумина нема да им биде пријатно.